Околу 95% од децата во Македонија се имунизирани, а при вакцинацијата се користат квалитетни и безбедни вакцини. Беше посочено на денешниот стручен состанок организиран од Министерството за здравство во соработка со Здравствен дом Скопје во пресред на Европската недела на имунизација, која традиционално се одбележува во периодот од 22 до 26 април. Добро дојдовте во Урбаните вести. Еве што ќе гледате. Облека и играчки за децата без родители од Битола. Македонистиката во странската славистика. Нова книга на Вера Стојчевска Антич. Привршува изградбата на повеќенаменското игралиште во Црниче. Промовирана втората верзија на македонскиот информативен систем за шумски пожари. Во Друштвото на писателите на Македонија денеска своја промоција имаше новата книга на Вера Стојчевска Антич, Македонистиката во странската славистика. Прилог на Томислав Атанасовски. Денеска во Друштвото на писателите на Македонија беше промовирана новата книга на Вера Стојчевска Антич, Македонистиката во странската славистика. За незиното дело зборуваат Трајко Стаматовски и Максим Карамфиловски, а програмата ја водеше и читаше делови од книгата Андријана Коровешовска. Оваа книга, искажувањата изнесени во неа од релевантни странски научни имиња даваат недвосмислен и убедлив одговор на денеска често, а со тоа, слободен сум кажам, и непотребно актуализирање од разни страни и средини на прашањето за македонскиот национален идентитет. Пред се сакам да му заблагодарам на председателот на Друштвото на писателите на Македонија, зашто само што излезе книгата, веднаш прифатија Друштвото да ја направи оваа промоција. Најголемиот износ на таблата секогаш стоеше на Ѓорѓ Атанасовски. Така што донаторот е навистина човек кој што живее во Америка со душата и со своите финансиски средства е присутен и во Македонија. Сакам да нагласам во врска со книгата, многу слушнавте од моите колеги, кои исто така како и јас беа вклучени уште од првиот семинар за македонски јазик, литература и култура па се до денес. Затоа има еден резимиран преглед на тоа што содржи книгата. Во САД посебна помош ми даде професорот Бенџамин Столц, шеф на славистичката катедра во реномираниот и голем приватен универзитет Ен Арбор до Детроит, кој што неверојатно многу се заангажира за зачленување на македонски слависти во големата мамутска американска асоциација, на која се одржаа повеќе тркалезни маси понатаму и повеќе македонско-американски научни конференции во САД и кај нас. Почетоците на македонистиката се поврзани со политичките состојби на Балканскиот полуостров во времето на османиското владење. Поради територијалните претензии на новосоздадените словенски држави Србија и Бугарија кон Македонија, кај нив се јавила потребата за докажување на културната поврзаност на населението на Македонија со она во нивните држави. При тоа македонистиката во најголем дел се развива како дел од политичките спорови околу припадноста на македонците, а со тоа и припадноста на териториите кои што тие ги населуваат. Интересот на славистите за Македонија, за македонските дијалекти, литература и народно творештво датира уште од времето на основачот на славистиката Јозеф Добровски. Својот вистински растот македонистиката го доживува по обновувањето на македонската државност во 1944 година. Со кодификацијата на современиот македонски литературен јазик и основањето на низа образовни и научни установи чиј основен предмет на изучување македонскиот јазик, се создаваат сите услови за непречено и објективно развивање на македонистиката како дел од светската лингвистичка наука. Првото предавање по македонски јазик на странски универзитет е одржано во 1946 година на Карловиот универзитет во Прага, еден од најстарите универзитети во Европа, а го одржал професорот Антонин Фринта. Со ова почнува пробивот на македонистиката на странските универзитети. Од тогаш до ден денес настава по македонски јазик се одржувала и се одржува
на околу 30 универзитети во странство. Најзастапени се центрите во кои што се изучува македонскиот јазик во словенските земји. Вера Стојчевска Антич е македонски книжевен историчар и теоретичар. Родена е во Битола на 10 август 1939 година. Добитник е на наградите Климент Охридски и Гоце Делчев. Децата без родителска грижа и доенчињата од Битола ќе добијат играчки и облека, кои за нив ги донираат децата од градинките од цела Македонија. Ова е четврта хуманитарна акција на Сдруженијето Градиме иднина. По повод предстојните великденски празници, Сдруженијето за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализираните групи граѓани Градиме иднина Скопје ја организираше четвртата хуманитарна акција за донација на облека во соработка со 120 градинки од цела Македонија. Донацијата е наменета за децата без родителска грижа и доинчиња од Битола. Председателот на Сдруженијето Градиме иднина Илија Јовановиќ истакна дека ова досега е најуспешната хуманитарна акција во која се собрани облека, играчки и други неопходни работи за децата од домот за доинчиња и деца без родители. Тој ги повика сите граѓани да ја подигнат својата свест за потребата на маргинализираните групи. Овој пат, односно четвртата хуманитарна акција, најмногу вроди со плод во собирање на облека, обувки, играчки и многу други работи кои се потребни за домот Битола. Четврти пат јас кажав дека е спроведена, помасовно овој пат беше покриена во поддршка за собирање на облека. Многу, значи, деца и родители учествува во оваа акција, што ќе ги стоплеме 90 мали срца кои се згрижени во домот за доенчиња Битола. Значи, облеката се состои од обувки, играчки, пижами, шпикозни, пелени, тренерки, панталони, фармерки, фустанчиња и многу други кои се содржат артикли од облеката. Градиме иднина и понатака продолжува да се грижи за сите маргинализирани групи. Работиме по нашата програма, секоја институција да ја помагаме, поддржуваме и свеста да ја освестиме во јавноста дека сите граѓани, сите родители и сите мали деца треба да ја покажат хуманоста, да бидат хумани и секојаш овие маргинализирани групите ги поддржаваат. Хуманитарните акции се организираат 2 пати годишно, на пролет и на есен. Од Сдруженијето Градиме иднина потврдуваат дека со ист континуитет ќе продолжат и во иднина. До крајот на мај ќе биде пуштено во употреба новото повеќенаменско игралиште во населба Црниче. До тогаш екипите на фирмата Bauer BG, кои работат со засилена динамика, треба да го завршат овој спортски објект во подрачното основно училиште Кузман Јосифовски Питу, кој ќе нуди можност за рекреација и услови за развивање на спортскиот дух, посебно кај младите. Повеќенаменското игралиште, кое ќе се протега на 1056 квадратни метри, ќе биде од отворен тип. На сите љубители на спортот бесплатно ќе им бидат ставени на располагање целокупната спортска опрема и реквизити, потребни за мал фудбал, ракомет и кошарка. Заградено и осветлено со клупи за одмор и корпи за отпадоци, ова повеќенаменско игралиште ќе биде место за собирање, дружење и спортување за сите, дури и во вечерните часови. Од општина Киселаво да информираат дека ова не е единствениот ваков спортски објект во општината. Во завршна фаза е изградбата на уште едно вакво повеќенаменско игралиште во село Драчево, во основното училиште Свети Климент Охридски. Денеска беше промовирана втората верзија на македонскиот информативен систем за шумски пожари, која се темели на современна информатичка технологија и е во функција на следење, проценка на ризикот на оперативна координација во случаи на справување со ризикот од шумски пожари. Овој систем во јули минатата година беше ставен во почетна оперативна употреба, познат како МКФИС, и од тогаш беше во тест фаза. Во втората фаза од неговиот развој се направени сите неопходни подобрувања со додавање нови карти, алатки и функции, со што на корисниците им се обезбедува лесен, брз и разбирлив пристап. Системот се реализира со поддршка на Јапонската агенција за меѓународна соработка и во соработка со повеќе државни институции, како Министерствата за земјоделство, шумарство и водостопанство, за животна средина и просторно планирање, Управата за хидрометеоролошки работи, Дирекцијата за заштита и спасување,
предупредување, јавното претпријатие Македонски шуми и други. Реализацијата на овој проект има јавен интерес, бидејќи шумите во нашата држава представуваат национално богатство, а нивната заштита представува институционална обврска. Центарот за управување со кризија имаше улогата на координатор. Овој систем се темели на интегрирана и веб-базирана ГИС платформа, која поврзува повеќе институции кои имаат улога во заштита од шумските пожари. Директорот на Центарот за управување со кризи Зулфи Адили потенцира дека овој систем е важен за државата и за граѓаните од аспект на превенција и рано предупредување. Челси се договорил со Атлетико Мадрид за трансфер на Диего Коста во висина од 50 милиони фунти. Кошаркарите на Реал Мадрид и Барселона повидоа со 1:0 во победи во четвртфиналето од кошаркарската Евролига. Следуваат спортските вести веднаш по рекламите.